Зендели, имавте навистина коректен, би рекла дури и содржаен говор по однос на предлог законот за финансиска стабилност. Според мене говор со доста и официјални податоци од релевантни институции, што некако ми влегува во контрадикторност на оваа тема, бидејќи дебатираме на тема предлог на закон за финансиска стабилност, предложен од министерот за финансии Фатмир Бесими и тогашниот заменик министер за финансии, а сега актуелен премиер Димитар Ковачевски. Благодарам што ме коригирате, се надевам дека и времето ќе ми го стопирате, бидејќи сте нели коректен спрема колегите. На 2:23 мислам треба да ми се врати. Значи, а е во спротивност со податоците кои што ни доаѓаат од релевантна државна институција. Контрадикторност исто така, колега Фадил Зендели, што оваа влада го проби дното во неработење, а истовремено живее во облаци. Контрадикторно е што оваа влада ветуваше мед и млеко за граѓаните во Република Македонија, но ги остави граѓаните без основните продукти како пченица, односно леб или газ, им ја поскапи струјата и уште доста други поскапувања. Контрадикторно исто така колега Фадил Зендели тоа што после катастрофалниот пораз на последните локални избори, на кои што вие како партија успеавте да им го одземете тронот на партијата ДУИ, а ние како партија и коалиција на Македонија успеавме да триумфираме во повеќе од половината општини на ниво на Македонија и после таков резултат оваа власт, тука ова владеачко мнозинство, да вели дека треба да се навратиме на парламентарните избори 2020 година и велам дека е контрадикторно, затоа што токму на тие парламентарни 2020 година, колега Фадил Зендели, и токму во нашата 6-та изборна единица, да не бевте вие и вашиот председател, сега актуелен градоначалник Билјал Касами, да не беше нашиот колега Бејџан Илјас, Социјалдемократскиот сојуз од нашата изборна единица тука во парламентов ќе беше представен само од еден нивни член. Многу контрадикторности, многу долгови, имавме многу буџети, секоја година, секоја наредна година, кој поголем од поголем, но никој од граѓаните не виде ниту еден капитален реализиран проект, затоа видовме долг поголем од 60%, затоа видовме двоцифрена инфлација, странски директни инвестиции, не знам каде се, можеби се негде заглавени на некоја граница заедно со вашиот бивш сопартиец колега Фадил Зендели, може би чекаат виза за Холандија или Франција, каде би се пожалиле дека се уште немаме добиено датум за преговори. Ви благодарам. Фадил Зендели